Што представува аортната стеноза и кои се најчестите причини кои што ја предизвикуваат? Денеска разговараме со доктор Даниела Проевска, кардиолог од Аџи-Бадем Систина. Добро дојдовте на програмата на Тира телевизија. Ви благодарам на поканата. Што представува аортната стеноза и кај која популација најчесто се јавува? Така, аортна стеноза представува болест на еден од срцевите залистоци, значи срцето ја дава артериската крв која се носи во целото тело преку еден голем крвен сад кој се вика аорта. Помеѓу срцето и аортата има еден залисток кој се вика аортен залисток. Во момент кога ќе дојде до стеснување на аортниот залисток, се добива состојба на аортна стеноза. Ме прашавте кои се популацијата која е најчестата причина за појавување на аортна стеноза. Значи популацијата кај која се појавува аортна стеноза може да биде различна. Етиологијата, односно причината за настанување на аортната стеноза е различна и врз основа на тоа и популацијата е различна. Аортна стеноза може да се јави уште од детска возраст како вродена срцева мана, кога наместо на нормалните 3 аортни залистоци се формираат 2 аортни залистоци и обично во таква ситуација имаме различен степен на вродена срцева мана, која најчесто може да биде аортна стеноза, може да биде аортна стеноза поврзана со аортна регургитација, односно повратен проток на аортниот залисток, или може многу ретко, па извонредно ретко да биде чиста аортна регургитација. Така да аортната стеноза може да се јави кај новородените со 1% на појава од отприлика 2% кај новородените да дојде до појава на аортна стеноза. Значи тоа е една од причините за појава на аортната стеноза. И обично групата, значи на пациенти со аортна стеноза, значи кои се од вакво потекло, со оглед на тоа дека степенот на аортна стеноза може да биде различен, многу често може да биде среден, значи достигнуваат и до адултна возраст и тек тогаш се манифестира болеста, односно карактеристиките на аортната стеноза. Значи тоа е вообичаено млада адултна или средна адултна возраст. Исто така постои, да речеме, средна адултна возраст кај пациенти кои имаат аортна стеноза, кои најчесто имаат ревматски тип на аортна стеноза, кои во минатото до пред 30 години беше многу често заради честите заболувања на грлото, стрептококни ангини, кои не секогаш беа навремено откриени и лекувани и како резултат на тоа доаѓало до оштетување на аортните залистоци. Обично оваа популација на луѓе била средна, значи 40-тите, 50-тите или 60 годишна возраст од популацијата. Она што можда сега ја прави актуелна аортната стеноза е продолжениот животен век, продолжениот квалитет на живот и како резултат на тоа имаме многу поголема возрастна популација, адултна популација, која поминува над 60, 65-та, 70, 80 и над 80 годишна возраст, и тоа се пациенти кај кои процесот на атеросклероза се развива, напредува и како резултат на тоа настанува најчестата аортна стеноза, односно атеросклеротична стегната аортна стеноза, која може да се јави кај 4% од возрастната популација. Во Македонија имате статистика од досега вашето досегасно работно искуство, како се движи статистиката, колкава е популација? Значи, Македонија за жал не се разликува, или за среќа не се разликува од другите европски земји, затоа што квалитетот на животот расте и во нашата држава и возрастната популација расте и во нашата држава. Апаратурата со која ние работиме, можностите за лекување се многу поголеми и како резултат на тоа имаме возрастни пациенти кои имаат квалитетен начин на живење, кај кои ја одредуваме, значи потврдуваме постоењето на болеста, ги лекуваме на пациентите и на тој начин им го подобруваме квалитетот. Така да, она што го спомнав дека отприлика 4% од населението е бројка што како се спомнува во Европа, така се преклопува и во Македонија. Кои се најчестите симптоми? Аортната стеноза, значи освен ако се знае нели од раѓањето, значи би исклучила тука аортната стеноза што се должи на стекната на вродена срцева мана, за кој родителите обично на бебчето знаат уште од почетокот и го следеме пациентчето мало, преоѓајќи од педиатриски кардиолог на адултен кардиолог. Кај возрастната популација симптоматологијата на аортната стеноза може да биде многу лесна
безболесна, многу неутрална и многу тешко да се воспостави некогаш диагноза на адултна стеноза, затоа што пациентите во почетокот почнуваат да се жалат дека чувствуваат замор. Едноставен замор што при вообичаените активности што до тогаш ги обавувале без никаков проблем, почнуваат да се заморуваат. Потоа може да се жалат дека почнуваат да чувствуваат одреден степен или одреден тип на палпитација и нелагодност во градниот кош, може да почнат да чувствуваат одреден тип на градна болка и не секогаш кога ќе се спомне градната болка се помислува дека можеби се работи за аортна стеноза. Она што најчесто се помислува во таква ситуација е дека можеби станува збор за одреден тип на коронарна болест на срцето, што секако и почесто како состојба. Понатаму потешкотиите може да станат малку поспецифични, во смисла дека при секое наведнување, исправање и слично да добиваат осетна вртоглавица и заматување во главата, и она што може би е најспецифично за аортната стеноза е потоа настанување на состојба на губиток на свест или она состојба што ние означуваме како синкопа. Така да симптоматологијата е прилично широка и обично многу често тоа се пациенти со оглед на тоа дека е возрастна популација што имаат повеќе коморбидитети. Како и да е, заради возраста само по себе и другите болести го наметнуваат, барат докторски преглед, значи се јавуваат или кај матичниот доктор или кај матичниот кардиолог и слично, и може би она што е прв знак што би укажувало дека настанува некоја промена кај соодветниот пациент е докторот што веќе го познава, почнува да чувствува, односно да слуша шум на срцето при аускултација на неговото срце, и тоа е првиот знак дека можеби настанува одредена промена на срцевиот едниот можен од срцевите залистоци, кој би можел да доведе до една ваква состојба, односно шумот е првиот карактеристичен знак на постоење на валвуларна болест. Значи шумот се должи како резултат на тоа што постои вообичаениот нормален ламинарен проток низ устието, заради стеснувањето на устието кој нормално е со отприлика димензија од 4 до 5 см квадратни се намалува, се стеснува по 2,5 см квадратни и тогаш почнува да се слуша шум и почнуваат да се јавуваат потешкотиите кај пациентот од ваков тип. Значи шумот може да биде прв знак кој би укажувал дека може би има промена која би барала одредено доиследување кај пациентот. Како се диагностицира? Значи, методите за диагностика почнуваат како што ви реков од наједноставната аускултација на срцето, која може да ни укаже дека може би настанува промена, затоа што шумот има одредени карактеристики, значи е тоа систолен шум, има одредена локализација. Понатаму кај пациентот се прави стандардно електрокардиограм кој може да има или не мора да има никакви промени, и потоа е првата златна метода, златен стандард на диагностика е практично ехокардиографскиот преглед, и тоа трансторакалната ехокардиографија, значи неинвазивна метода со ултразвук, широко достапна, значи и каде што може убаво да се визуализираат како срцето, срцевите кавитети, така и срцевите залистоци, и веќе тука со методите на колор, на доплер, проценки и слично може да се направи добра проценка на залистокот на аортата. Значи трансторакалната ехокардиографија е првиот метод на диагностика, потоа постои трансесофагеална ехокардиографија, каде што со сонда која влегува, која ставаме во езофагусот, малцот поблиску го гледаме срцето и подобро го одредуваме колкав е истечниот тракт на левата комора, колку залистоци има, каква е левата комора, колкаво е стеснувањето, дали има калцификати, колку се тие изразени калцификати, дали продолжуваат према аортата, односно ни даваат многу повеќе податоци околу тоа каква е состојбата на аортниот залисток. Понатаму 4D ехокардиографија и така натаму се методи за, да речеме, диагностика, неинвазивни, многу лесно достапни методи на кој начин ја воспоставуваме диагнозата. Како и на кој начин се лекува? Дали има разлика кај новороденчината во начинот со лекување и кај повозрастната популација? Така, секако дека има разлика, значи ви спомнав дека кај новороденчињата степенот на аортна стеноза може да биде сосема различен, значи може да биде од многу лесен степен
степен, среден степен и тежок степен и интервенцијата зависи практично од степенот на аортната стеноза. Јас можеби би ги спомнала, значи, градациите, дека практично тешка, односно критична аортна стеноза се секоја аортна валвуларна ареа која е помала од 0,7 см квадратни, од 1 до 0,7 е практично некој тешка аортна стеноза, меѓутоа од некој среден степен, инаку све што е над 1 сантиметар квадратен е аортна стеноза која бара следење, значи тоа се параметрите за возрастната популација. Во однос на педиатриската популација, доколку аортната стеноза е тешка, од тежок степен, значи постојат перкутани интервенции, односно интервентни методи, каде што значи преку крвните садови се стигнува до срцето, се стигнува до срцевиот аортен залисток и се прави обид со балонче да се прошири тој дел, да се раскинат деломно тие слепени два аортни залистоци и да се овозможи да има соодветен проток низ аортата и како резултат на тоа да има доволен крвоток во целото тело. Значи му се дава време на детето да израсне, да достигне одреден степен на развиток и потоа може да се аплицираат оние други методи што се користат и за адултните пациенти, односно метода што е метода на избор се уште значи е практично оперативното лекување со оглед на тоа дека ова е механичка препрека, начинот на лекување е практично механички, односно оперативен, се прави со многу поретко со реконструкција на аортниот залисток, макар што може да се направи тоа, многу почесто со замена на природниот нативниот аортен залисток со вештачки аортен залисток кој може да биде од биолошко или од механичко потекло и се става вештачки срцев залисток. Денеска медицината напредува, се разбира многу брзо и постојат други методи кои последниве 10-15 години се повеќе земаат замав, веќе се влезени во нашата држава. Тоа се интервентни методи каде што не се отвара градниот кош, значи нема оперативен начин на пристап, туку со интервентна метода повторно преку различен тип на пристап, значи има неколку различни видови на пристап, може да се стави вештачки залисток на ниво на аортната валвула и обично тоа досега се практикува најчесто на повозрастна популација која има многу повисоки коморбидитети, популација за која проценката за должината на живот е пократка и популација која има различни други критични состојби кои би укажувале дека можеби ваков тип на избор на интервенција би бил најоптимален, со многу помал ризик во однос на постоечкиот оперативен ризик. Меѓутоа сега практично популацијата на која се вршат овие интервентни методи се повеќе се шири, индикациите стануваат се пошироки и искуствата со овие залистоци се поголеми, така да тоа дава можност се повеќе да се размислува за ваков тип на интервенција, а не класичниот оперативен, макар што се уште останува како стандард кој се практикува апсолутно широко секаде во светот. Доколку навремено не се открие кои се ризиците кои што можат да настанат за пациент? Значи, аортната стеноза, како што веќе спомнав, е состојба каде што има стеснување на аортниот залисток. Значи, срцевиот мускул работи, има одредена снага, одредена дебелина, одредена димензија, која нели е стандардна, значи има одреден лимит за адултната популација. Во услови кога срцевиот мускул треба да работи против поголем отпор, заради тоа што устието е потесно, значи се подложува на поголемо оптеретување. Значи, првата карактеристика е тоа што срцето почнува да се задебелува. Има компензаторни механизми кои овозможуваат задебелување на срцевиот мускул. Потоа, освен задебелување, почнува да се проширува и станува како задебелено, така и проширено. Меѓутоа, се уште функционираат компензаторните механизми и како резултат на тоа срцето може да работи сосема нормално. Во одреден момент компензаторните механизми почнуваат да попуштат и тоа проширено и задебелено срце почнува да ја губи својата снага. И она што е карактеристика практично на аортната стеноза е дека во наредна фаза може да доведе до состојба на една кардиомиопатија. Тоа се практично аортни стенози кои имаат еден нормален развој на болеста. Се разбира дека во услови кога имаме тешка аортна стеноза, поголеми оптеретувања, поголеми барања, значи за жал аортната стеноза може да дојде до настанување на напорсна смрт и многу често пред сите овие механизми да се развијат да дојде до губиток за жал на животот кај пациентите. Така да, меѓутоа, пак би кажала, со денешните методи на диагностика, со тоа што луѓето
размислуваат дека мора да прават прегледи и со се подобрата едукација на населението дека превентивните прегледи имаат голема улога, ние практично имаме многу мал број на пациенти што имаат недиагностицирана аортна стеноза, затоа што самите матични доктори ги следат, ги упатуваат секогаш на кардиолог. Тие пациенти многу често имаат и покачен крвен притисок, така да посетиле кардиолог, направени се превентивни прегледи и најчесто би рекла дека се повеќе им обрнуваат самите пациенти внимание кон сопственото здравје и успеваме на време да ги диагностицираме работите и немаме ограничување временско возрастно околу лекувањето на пациентите. Значи не важи она правило порано дека ако се надминува одредена возраст веќе е касно за лекување. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тера телевизија. Се гледаме во наредна прилика со некоја нова тема. Ви благодарам многу.